Добродојавте во новата втора сезона на Неделен микс. Јас сум Марија Латиновска и оваа сезона исто така ќе зборуваме на важни теми со гости кои што имаат што да кажат и од кои имаме што да научиме. Мојата прва гостинка е вистинско освежување на музичката сцена, талентирана е, пишува песни. На моје големо задоволство заедно со мене е Дина Јашари. Дина, добре дојде во Неделен микс. Добро те најдов, здраво. Како си? Добра сум, еве сега кога снимаме денеска ќе имам настап, се спремам за тоа. После одам на тонска проба, така да возбудена сум за вечер. Да, малце сум во гужва, ама многу возбудена за вечерва. Како ги доживуваш настапите? И претходно имаш доста, да кажам, на неколку настапи, на неколку фестивали настапувано. Како се подготвуваш за настапите? Ето, освен што си ми гостинка мене, во други случаи? Па, да се настапува е голема радост, нели, за еден музичар, особено во вакво време, кај што некоја година-две бевме ограничени. Сега уште повеќе го ценам тој момент на во живо пеам пред луѓе. И мислам многу нормално целта мене кога правам музика дома ми е таа музика да ја споделам во живо и да ја изведам заедно со моите другари. И секој пат кога настапувам сум многу возбудена и ми е преубаво. Го спомна периодот кога не можеше да се настапува пред публика. Како ти тој период го доживеа кога се случуваше онлайн, кога можеше да само онлайн публиката да те види? Па ета го искористив за да правам музика дома во мојата соба и така го направив моето прво EP дома. И така да пробав да искористам се што можам во тој момент за да направам нешто. И еве исто и мојата најнова песна Досада исто е на таа тема, кај што пробувам од досадата нешто да направам и тоа и во спотот го правам. Можеме ли да кажеме дека досадата никогаш е присутна? Или секогаш може некоја анимација да се најде, па не е оправдување дека никогаш не е досадна? Па да, ете и кога е присутна, треба да се обидеме да направиме нешто од тоа. И еве, јас правам музика и од досада, и од секакви емоции, и од тага, и од радост. Ете, тоа е мојот начин на победување досада, да речем. Песната Досада излезе неодамна, како што спомна и ти, спотот за песната. А јас предлагам сега виднаш да ја слушаме песната, па потоа ќе прокоментираме за неа. Може. Не ќам да се жалам, но отворено ќе кажам. Млада сум, но малку сум изморена од тага. Зидовите ме разбраа од толку што замарам. Сакам да сум надвор, не затворена и сама. Малку сум во страв, дека можам да те изгубам, но доволно те знам, за да можам да те разберам. Дали имаш поим колку правиш разлика во времето што застана и умревме од досада. Носи радост, носи товар. Човек сум што гледа дека чашата е полна. Во случајов да не е, тогаш сама ќе ја испијам. Да не ти спомнам сега, до утре ќе го преспијам. Нешто прочитав, сакав да ти кажам. Не можеш да сонуваш ако не си наспан. Мозокот ми застана, а телото ми бара. Нешто да ти напишам или вешто да ти кажам. Во досада неизбежна ми помогна мир да најдам. Досада неизбежна ми помогна да те најдам. Ми помагаш да избегам од досада. Приказни, но ви сакам да знам само ако ти си тој што ги раскажува.
Песната досада е нешто ново од Дина Јашари, а сега, Дина, би сакала да ни кажеш со кого се работуваше за оваа песна? Јас работам со Драги Иванов, кој што е продуцент со кој што работам веќе неколку години и тој ми помогна да го добиам овој звук што го имам сега. Јас пред неколку години, јас одамна правам музика сама, но почнав да продуцирам сама музика во 2018 и првата песна што ја направив сама беше Последна минута и таа година го запознав и Драги и тој почна да ми помага продукциски, да ме учи многу работи и до ден денес заедно ги правиме песните. Јас правам на пример демо дома, ќе направам, ќе наснимам, одам кај негово студио, он ќе види постојано, ќе направи нешто и добиваме нешто многу по квалитетно, по убаво, надополнето од негова страна, така да он ми е соработник вака за правење музика и ќе продолжиме да соработуваме. Важно ли е да се познаваш добро со соработниците, да кажем и приватно? Да, тоа е многу важно. И уште пред да снимаме, јас ти спомнав за моите другари, кои што настапувам денеска со нив. И тоа е мојот бенд, и што го нарекувам Дина Јашари и другари. И многу ми е важно, особено во уметноста, многу е битно во музиката, кога правиш музика и кога настапуваш, кога извидуваш музика, тебе со тие луѓе прво да ти е пријатно како другари, затоа што многу време поминувате заедно. Например, не знам, настапувањето што може да трае саат-два е малиот дел од тоа што го правиш ти со соработниците. Као, ако патуваш, ти може со денови да бидеш со тие луѓе и мора прво да ви биде интересно како луѓе и да нема тензии, да се почитувате и да сте другари. За после тоа музиката да биде кренато на многу по-високо ниво и да уживате сите додека сте на сцена. Барем тоа е мој став. Може некој нема да се согласи. И така е, сосем си во право. Секогаш јас исто мислам, нормално и за оваа емисија мораме да имаме убава комуникација едни со други за производот да е добар. И тоа се чувствува и публиката тоа го гледа и го слуша. Во една прилика Дина имаш изјавено дека не си одбрала да учиш средно музичко училиште затоа што би ја чувствувала пота музиката како обврска. Да. А сега си студент на музичката академија. Па дали сега музиката ја чувствуваш како врска или не? Па ја имав јас малце таа борба. Морам од малце поназад да тргнам, кај што во средна школа бев во гимназија во Корчагин и се запишав за да си дадам време, пошто ти на 14 години не можеш да одлучиш што ќе бидеш во животот и сметав дека ако само учам музика се ограничувам себе си и не сум сигурна дали сакам да се бавам со музика. И секако музиката ми беше како едно бегство од се што правев, кога требаше да пишувам домашни или да учам. Се вртев на праење музика и после до Сабајле учев работи што не ми интересира. И веќе кога дојдов трета, четврта година, си реков, јас веќе не можам да трошам време на работи што не ме интересираат. Сега дефинитивно откако се пробав во други работи, знам дека само музика ме интересира и само во тоа се гледам. И си реков, завршувам сега средно и се запишувам на факултет за да се едуцирам, пошто до тогаш се ми беше на интуиција се подпирав за пеењето и за правењето музика, што е одлична работа и се уште се подпирам на интуиција. Но сметам дека е убаво и да си малку едуциран, да имаш некаква подлога за да ти се прошират начините на кои што можеш нешто да направиш и секако, мислам, го вежбав и гласот повеќе и многу работи ми се отворија. Таму ги запознав на факултет, ги запознав моите другари кои што си организиравме джем сешени секоја недела, кај што се собиравме тогаш во Менада, што сега за жал не постои. Секоја среда имавме джем сешени, се собиравме и сите заедно свиревме, пеевме. А Менада беше толку простор за креативно создавање. А твоите другари на што свират, извини што те прекинав? Па секој си го знае својот инструмент. Знам како бендста, меѓутоа да ги представиме пред гледачите кои не знаат. Ајде ќе си ги кажам сите по име и презиме. Стефан Алексовски е на клавир, Симеон Ангеловски на бас, Драган Теодосиев на тапани, Лука Тошев е на гитара и Ребека Влајсављевиќ е пратечи вокал. И тоа се моите другари и една другарка кои што сега многу помагаат да мојата музика звучи како што звучи
И твојата музика е многу модерна, многу актуелен звук кој што се слуша не само на балканските простори, него и пошироко. Приватно слушаш нешто така или можеби знаеш да пуштиш и нешто друго, некој друг правец? Па баш така периодот на факултет многу почнав да слушам различна музика, значи слушам секаква од джез, боса нова до трап и не знам, поп, слушам R&B, соул, слушам Кога слушаш боса нова, кажи ми, затоа што јас обожавам боса нова да слушам. Боса нова можам во секој време да слушам. И од боса нова излезе и мојата песна Дома и мојата песна Гости. Да, се чувствува тој звук. звук. Да, многу сакам да експериментирам со звуци. Еве, мојата музика е произлегува од се што сум слушала и се што сум учела да свирам, се што сум учела да пеам, секакви песни, стандарди, учев джез стандарди на факултет, учев да пеам и Значи сепак ти помага тоа што си на музичка академија. Да. Па баш мислам дека супер го постигнав тој момент што го сакав. Тоа е да земам некои работи што сум ги научила да ги употребам во мојата музика, затоа што многу е лесно кога ќе се запишеш на факултет па да забегаш во друг аспект кај што ќе бидеш перфекционист и нема никогаш да бидеш задоволен од тоа што си го направил, а со тоа и нема никогаш да го споделиш. И јас малце се борев искрено со тоа, затоа што стигнуваш до перфекционизам и очекуваш работи од себе, а не можеш да ги направиш и си како во некој бубањ, но за среќа јас ги имам тука моите другари кои што ми се поддршка и Драги Иванов кој што исто така ми е голема поддршка. А кој друг освен нив ти е најголема поддршка или знае да ти искритикува некогаш да те пофали некој од твоето опкружување? Па да, нив ги спомнам пошто они ми се птен во музиката, ама нормално, јас имам многу другарки што ми се тука секогаш што ги слушам, мислам и ми ги пуштам песните за да ми кажат мислење, секако од дома, фамилијата најблиска и секогаш мислам и нормално јас кога правам музика дома и на пример ќе потрошам некое време една песна да направам и после ја пуштам на мајка ми да ја слушне. Викам ми мамо што мислиш? А Дина, јас знам песна, више ја слушам месец дена како ја правиш. Ама како готов производ можеби нема слушнато тогаш. Да. И секако слушам коментари. Баш мислам најубаво е од некој што не се бави со музика, најобјективен коментар може да даде. Најлаички, да кажам, ама сепак за нив е и музиката, нели, за нас обичните слушатели. Да, мислам кои не секогаш се разбираме од музика. И тоа е поентата на самата уметност. Ти не можеш да знаеш, да се разбираш, да го раздробуваш, да го разглобуваш нештото, за да не можеш да го знаеш, за да го почувствуваш, затоа што тоа е поентата. Некој нешто да почувствува од еве. Јас тоа што сум го направила, најубавите пораки од луѓе и најубавите работи што сум ги слушнала се Дина ме расплака. Па тоа е комплимент. Да, комплимент. Тоа е комплимент, но зависи од тоа, зависи кога сме тажни, кога сме среќни, поинаку ја доживуваме музиката. Мислам дека кога сме тажни или така кога сме некако сами со себе, подлабоко го чувствуваме и текстот и музиката и не знам сега ти како тоа го чувствуваш бидејќи пишуваш музиката, дали тогаш си многу покреативна, кога си можеби да кажам не осамена, него туку некако повеќе време поминуваш можеби сама. Да, сама со мислите. Сама со мислите, да, отколку кога си не знам, ете во гужва со луѓе. Да, па уметноста е нешто што е најприсутно кога човек е најранлив, кога човек е најчувствителен и има потреба нешто да каже, нешто да запише, нешто да наслика. Јас тоа го правам и ова ми е како некој мој дневник што јас го споделувам со сите. Но прво ми беше многу тесто. Позитивен фидбек има. Еве ова што го слушам на пример многу ме радува. И ми прави да има смисла се што правам, затоа што јас кога ги пишувам сама тие работи и кога ги правам, страшно е малку да помислиш дека тоа ќе го споделиш со сите. И треба малце храброст, малце време да помине за да бидам спремна да ги споделам, пошто сепак песните што ги пишувам се многу искрени се, длабоки се и се голем дел од мене и тоа е некогаш е тешко да го споделам, ама моментот кога ќе се одлучам и кога ќе го споделам и кога ги слушам овие работи, ми кажа добре.
И тоа се гледа. И право тоа место го си. чувствуваме, ние гледаме дека, слушаме дека станува збор за навистина подлабоки теми, подлабоки чувства во твоите песни. Баш ми е мило што се позна. Во 2018 година беше дел од Евровизија. Заедно со групата IQ беше нив вокал, заедно им помагаше, нели? Бекинг вокал. Да. И сега дали во иднина планираш и да бидеш можеби сама наш представник на Евровизија и дали ти Евровизија предизвик? Интересна тема, начна. За мене, како 18 годишна Дина тогаш, беше убаво искуство да видам како функционира Евровизија, да се качам на таа сцена, да видам како се функционира. И мојот став за Евровизија е дека тоа е повеќе шоу отколку што е музика. А јас лично сум поише по тоа да е музиката на прво место. И така да за мене лично, јас не би одела на Евровизија, затоа што сметам дека е, да, веќе е претворено во само да правиш шоу и колку си по, не знам, екзотичен, екстравагантен, не знам, не се музиката. Најдобрите песни според мене не добиваат толку, не се препознаени. Но еве ќе спомнам Констракта, например, која што настапува вечер, беше многу среќна што ќе делиме сцена. Она е, например, многу уникатен пример што отиде на Евровизија и што направи нешто убаво. Така да еве, пак ќе речам, никогаш не вели никогаш, но еве сега за сега мојот став е не. Добро, Евровизија во последно време многу зависи од политиката и од други некои теми. Музиката можеби најмалку има влијание, но сепак ќе ме интересираше тоа дали ти се гледаш можеби повторно на Евровизија. Дали тоа значи дека настапите со публиката можеби во поинтимни сали или надвор на некои фестивали е она што тебе те исполнува? Да, дефинитивно ме исполнува моментот, мислам, дали е во некое најмало место со премалку луѓе, да е најинтимно, дали е на некоја поголема сцена со повеќе луѓе, на отворено. Мене ми е еднакво убаво и еднакво топло се додека гледам дека луѓето се тука присутни во моментот и слушаат и уживаат, а со тоа и јас уживам. Дина, ти благодарам што беше моја гостинка, знам дека брзаш сега и на проба. Јас имам уште многу прашања, но ќе ги оставам за друга прилика. Накратко само кажи ми, што би им порачала на твоите врсници? Еве, кога веќе спомнав некои работи, би кажала дека треба да сме искрени и треба да си го правиме тоа што го сакаме и да правиме одлуки за, не знам, за работа, за факултет, за школа, за што и да е. Тоа што чувствуваме внатре во себе дека треба да го правиме, да не потпаѓаме под нечии притисок или заради некој нешто да работиме или заради некој нешто да учиме. Треба да го учиме тоа што го сакаме и тоа што не прави среќни, затоа што јас го правам тоа и знам колку е прекрасно да се бавиш со нешто што сакаш. Ми остави многу позитивен впечаток. Прв пат тебе се запознавме и се гледаме на една навистина зрела личност. Ти посакувам успеси многу и приватно и професионално и се гледаме повторно тука во Неделен микс. Фала ти за поканата и се надам ќе се видиме пак за брзо и повеќе муабет ќе си направиме, кога нема да брзам за тонска. Обавезно, успешен настап и вечер. Уживај и ќе уживаме сите кои ќе бидеме таму. Фала многу. Ета, Дина Јашари, се радувам дека убава порака ви прати и вам, дека треба да слушаме и незината музика и да уживаме дека слушаме музика, а верувам дека ви уживате и гледајки Неделен микс овој викенд. Позитивно расположени и опуштени, затоа што викендот е впрочем и за тоа. Бидете тука, не менувајте канал. Сакам тагата сам нешто да е корисна. Во слика ќе ја претворам, ќе ја урамам да ме подсеќа. Премала сум за да сум изморена, но не би лажела дека различно се осеќам. Мисли преточени во спокоен немирен сон, копнежи скриени дивки ме држат да не паднам во
Мисли преточени во неспокоен, немирен сон. Копнежи скриени дивки ме држат да не паднам во. Сакам да знам дали на право место сум. Сакам да знам дали е погрешно. Моменти траат, не можам да ги потиснам. Гласови знаат, прегласно да зборуваат. Копнежи скриени, копнежи скриени. Не се едно да примиш нова вистина, само твоја вистина. Не ја избегнуваш, те управува. Замор прави рана, време не и помага. Сама не се затвара, лузна станува да ме подсеќа. Мисли преточени во спокоен, немирен сон. Копнежи скриени дивки ме држат да не паднам во. Мисли преточени во спокоен, немирен сон. Копнежи скриени дивки ме држат да не паднам во. Сакам да знам дали на право место сум. Сакам да знам дали е погрешно. Моменти траат, не можам да ги потиснам. Гласови знаат, прегласно да зборуваат.